Предлог програмата за работа на оваа влада бара поефикасно и поодговорно управување со институциите. Периодот од 2,5 години без изборни циклуси мора да биде искористен за реализација на што повеќе проекти кои што се во програмата. Главната цел на економската политика на оваа влада е остварување на повисоки стапки на економски раст, зголемување на обемот на домашните, но и странските инвестиции, а со тоа изголемување на ефикасноста во реализацијата на капиталните инвестиции. За таа цел е подготвен и планот за забрзан економски раст, кој што се состои од оние елементи кои што ќе придонесат за зголемување на економскиот раст. Овој документ е поддржан од сите меѓународни релевантни финансиски институции кои што ќе овозможи остварлива економска трансформација, секако со главна нота на поттикнувањето на нови работни места и раст на економијата. Во наредниот период не се предвидува промена на даночните стапки кај сите видови на даноци и даночниот систем мора да биде предмет на усогласени политики од сите засегнати страни. Активностите кои ќе се реализираат ќе бидат во целосна согласност со стратегијата за реформа на даночниот систем, секако со фокус на стратешките приоритети. Владата целосно ќе се насочи кон дигитализација на процесите во институциите, со цел креирање на ефикасни и ефективни системи на добро управување, со зголемена транспарентност и отчетност во управувањето со јавните финанси. За таа цел ќе продолжи воспоставувањето на интегрираниот систем за управување со јавни финансии, кој што е во тек на имплементација во Министерството за финансии, со кој што ќе се подобри одговорноста и отчетноста на сите државни институции. Останува посветеноста и на оваа влада за директна финансиска поддршка на бизнисот и населението, како што тоа успешно го правеше претходната во најтешките услови на пандемијата. Ќе продолжи континуирана и редовна исплата на платите, пензиите и социјалната помош и нивно понатамошно зголемување. Стапката на невработеност, која во моментов е на 15,7%, што е најниско ниво досега, е со тенденција на оваа влада стапката на невработеност до 2024 година да биде 11,4%. Порастот на минималната плата ќе продолжи и до крајот на мандатот на владата е проектирано просечната плата да изнесува 34.000 денари, секако во однос на континуираниот раст на просечната нето плата во изминатиот период. Во однос на енергетската транзиција и одржливоста. Долгиот период во државата без конкретни енергетски инвестиции придонесе во оваа енергетска криза државата да се најде во тешка состојба, а ова представува огромен предизвик за владата сериозно да се посвети во инвестирање во енергетскиот сектор. Зголемувањето на домашното производство на електрична енергија преку инвестиции во нови и енергетски инфраструктурни проекти од страна на државата, а преку АД-ЕСМ, базирани на обновливи извори на енергија, меѓутоа и преку модел на јавно-приватно партнерство. Тоа е начинот на кој што ќе се обезбеди енергетска независност на државата во иднина. ТЕЦ Неготино ќе биде дел од АД-ЕСМ и во најкус можен рок ќе биде трансформиран и прилагоден да работи на природен газ. АД-ЕСМ ќе ја спроведе третата фаза од ревитализацијата и модернизацијата на големите хидроелектрани. Започната е веќе изградбата на топловодот од Рек Битола до Битола и до Новаци. Продолжува втората фаза на тендерската постапка за избор на најповолен понудувач за изградба на ХЕЦ Чебрен, кој што се очекува да се потпише до крајот на оваа година. Во однос на инфраструктурата и поврзаноста патна во државата, владата ќе продолжи со спроведување на националната стратегија за развој на патната и железничка инфраструктура. Врвен приоритет на оваа влада ќе представува интензивната изградба на коридорот 8, кој што неправедно доцни децении наназад. Поврзањето на исток-запад, односно Република Албанија и со Република Бугарија, представува стратегиска обврска и фокус на оваа влада до 2024 година. Во текот на овај мандат продолжуваат и проектите кои што има огромни проблеми и потешкоти во изградбата, истите се надминуваат и ќе се интензивираат, но ќе се започне и со изградба на нови патни правци кои ќе додадат сериозен придонес во развојот на економијата.
Во однос на заштитата на животната средина и зелениот и одржлив развој, целта на оваа влада е до 2024 година ниту една државна институција да не користи нееколошки системи за грејење. До крајот на мандатот ќе се воведува постојана контрола 24 часовна на Државниот инспекторат за животна средина заедно со локалните инспекторати, ќе се вмрежат државните и локалните капацитети и ќе се зголемуваат ингеренциите и контролата навистина ќе биде од сите страни. До 2024 година, односно до крајот на мандатот, ќе се донесе и новиот просторен план на државата, кој што представува највисок стратешки документ за развој, а во 2022 година, значи оваа година, треба да се донесе и Законот за просторно планирање, врз чија основа и ќе се отпочне изработката на просторните планови за заштитените подрачја и оние подрачја кои што се од посебен интерес за државата. Во однос на земјоделието и развојот, продолжува годишната финансиска поддршка во земјоделието и руралниот развој во износ од околу 200 милиони евра. Директната поддршка во земјоделските гранки ќе се реализира преку веќе постоечката навремена наплата на директната поддршка, зголемено субвенционирање за зелената нафта, грантови за млади земјоделци, формирање на интервентниот фонд во програмата за директни плаќања, кој што е веќе предвиден во буџетот за 2022 година, инклузивен процес за дефинирање на моделот за продажба и закуп на земјоделско земјиште и така натаму. Во однос на децентрализацијата и рамномерниот регионален развој, владата ќе продолжи со политиките за развој на општините, односно фискална децентрализација и рамномерен развој, со цел зајакнување на финансиските извори на општините, меѓутоа изголемување на нивната одговорност и транспарентност во работењето. Ќе се води политика на групирање на сите капитални инвестиции за единиците локална самоуправа на едно место. Тоа значи дека средствата кои што ќе произлегуваат од програмите на министерствата и агенциите, а се наменети за општинските и регионалните проекти, ќе се обединат на едно место, при што системот за координација за распределба се извинувам на средствата согласно утврдени критериуми ќе го врши Советот за рамномерен регионален развој. Во однос на социјалната заштита и развојот на човечкиот капитал, владата останува посветена на унапредувањето на човечкиот капитал. Во првиот квартал од оваа година, стратегијата за човечки капитал на државата ќе биде јавно презентирана и искомуницирана со сите засегнати страни, за да се обезбеди широка прифатливост на истата. Со донесувањето на оваа стратегија, Македонија се издвојува како прва земја во регионот која преку стратешки документ го трасира патот кон зајакнување на човечкиот капитал. Во делот на социјалната заштита, фокусот ќе биде во борбата против сиромаштијата. Социјалните надоместоци во своите навистина видливо покачени износи ќе бидат обезбедувани за околу 300.000 граѓани во државата. Системот на социјална заштита е навистина подготвен да излезе во пресрет на семејствата во социјален ризик. Зборуваме за повеќе од 35.000 домаќинства, детски додаток за 47.000 деца и образовен додаток кој го користат околу 30.000 ученици и студенти. Секако во наредниот период продолжува и реформата во основното образование, меѓутоа во еден отворен процес со согледување на ставовите и позициите на сите активни чинители. Во сите процеси ќе бидат вклучени сите релевантни и инволвирани субјекти и институции и со заеднички решенија ќе се утврди насоката во понатамошните реформи во образованието. Пандемијата со COVID-19 беше сериозен тест, меѓутоа и силен удар врз здравствениот систем. Владата е цврсто одлучна на тамошниот развој на здравствениот систем, да го насочува во инвестиции и во инфраструктура, меѓутоа и во човечки ресурси и во опрема. Секоја година ќе се зголемуваат платите на здравствените работници до 10%. Целта на оваа влада е најниската плата на здравствените техничари и медицински сестри да ја достигне просечната плата во државата до 2024 година. Врвен приоритет представува и изградбата на новиот клинички центар во Скопје, за кој се направени сите неопходни подготовки.
Владата ќе понуди предлог за надминување на политичките несогласувања преку јавен процес, за да може да се имплементира проектот секако според најдобрите меѓународни практики за транспарентен, мониториран и ефикасен процес за изградба. Заклучно, обврската на новата влада е да зголеми ефикасноста во работењето и успешноста на реализацијата на сите капитални инвестиции, се со цел подобрување на квалитетот на живот на граѓаните и зајакнување на државата во економска смисла. Ви благодарам.